На состанокот на царинските служби на државите од регионот кој се одржа во Скопје, свое обраќање имаше и македонскиот премиер Зоран Заев. Меѓу другото, Заев истакна дека овој потек на раководствата на државите од Западен Балкан да мотивираат активна соработка на царинските служби е дел од Берлинскиот процес и е дел од обврската што Македонија ја презеде во Трст во рамки на овој процес во јули годинава, кога беше прифатена определбата да се работи заедно на создавање регионална економска област. Декларацијата што ја усвоија генералните директори значи изразена подготвеност и посветеност на царинските администрации да работат заедно и со тоа да придонесат кон регионалната економска област. Регионот на тој начин станува атрактивен за инвестиции и трговија за земјите од Европа и светот кои целат кон поголеми пазари од она што поединечно може да го понуди секоја од нашите држави, истакна Заев. Економските оператори ќе имаат еднакви услови за нивно комерцијално работење на атрактивен пазар од речиси 20 милиони жители за домашните и странските инвеститори. Економската и трговската интеграција што ја овозможуваме прави пат за воведување динамичен регионален инвестициски простор, олеснување на регионалната мобилност и креирање агенда за дигитална интеграција. Царините имаат клучно значење во обезбедувањето непречен проток на трговијата, примена на потребните контроли, заштита на здравјето и безбедноста на граѓаните. Премиерот посочи дека отворањето на царинските служби на нашите земји за меѓусебни консултации и координација активности што го договараме на овој неформален регионален состанок на директорите на царинските управи од земјите на Западен Балкан ќе го олесни протокот на стоки, услуги, капитал, високо квалификувана работна сила. Застанувањето зад заеднички стандарди кои што ги бараат европските инвеститори и инвеститорите од земјите од светот за нашите држави ќе значат нови вработувања, мотивирање на младите да работат и живеат во родните земји и посилна конкурентност. Со тоа постигнуваме и придвижување на растот на предпријатијата, платите, стандардот, целокупната економија во нашите земји. За да се постигне рамнотежа на царинските постапки, контролните методи мора понатаму да се модернизираат и да се зајакне соработката помеѓу регионалните царински служби. Овој состанок е еден од првите со кои што се става во динамика агендата за понатамошна економска соработка. Исто така, овој состанок е јасна потврда на заедничкиот интерес за зајакнување на соработката меѓу нас, но и тесна соработка со Европската унија. Како премиер, Заев порача дека владата ќе остане посветена на развојот на регионалната соработка со придонес во поддршката за подлабока соработка меѓу царинските администрации на регионот и зајакнувањето на нивниот капацитет со цел нивна способност за соочување со предизвиците и исполнување на приоритетите што се поставени за поддршка на интеграцијата во регионот во Европската унија. Состанокот на царинските служби на државите од регионот заврши со преземена писмена обврска за соработка.